Почитувани, добар ден, време е за црвена линија. Фискалниот совет по однос на фискалната стратегија за 2025 и до 2029 година до собранието достави мислење со кое бара во 2026 година да се зголеми старосната граница за одење во пензија. Стратегијата ја усвои владеачкото мнозинство и предлага препорака старосната граница за остварување на право на пензија за мажи и жени да се помести на 67 години. Во Европа најниска граница за пензија има Франција со 62 години и 3 месеца. Но по најавените реформи за одење во пензија на 65 години и големите протести, француската влада донесе закон со кој секоја година ќе се зголемува старосната граница, за да во 2030 година во пензија се оди со 64 години. Најрано се оди во пензија во Словачка, Чешка, Летонија и на Малта, а најдолго се чека во Бугарија, Италија, Грција и Данска, во кои граѓаните првата пензија добиваат на 67 години. На Балканот границите за во пензија се следни. Србија мажи на 65 години, жени со 63 години. Босна на 65 години и мажи и жени. Хрватска на 65 години мажи и жени на 63 години и 6 месеци. Црнагора на 66 години, тоа важи за мажи, и 64 години за жени. А во Албанија мажите одат на возраст од 65 години, додека жените со наполнети 61 година и 8 месеци. Во Европа се оди на изедначување на одење во пензија на мажите и жените, а некаде веќе и изедначена. Дали 67 години е вистинската граница за одење во пензија? Треба ли мажите и жените да одат во пензија на иста возраст? Тоа е што ве прашуваме денес во црвена линија, но секако ве прашуваме и друго нешто. Дали со одење во пензија на 67 години ќе се наполни пензискиот фонд? Ова прашање можете да го одговорите доколку не заследите на Инстаграм и веднаш кликнете на Инстаграм стори. Имате две опции за одговор, така да ако е вашиот одговор да, кликнете на ова поле, а ако е не, кликнете на ова поле. И секако резултатите во проценти пресметани ќе бидат соопштени пред почетокот на рекламите. Но секако ќе напоменеме дека многу ќе ни биде драго, како и секогаш заедно со вас, да го креираме ова издание на црвена линија. Верувам дека секој од вас има мислење и став и дека тоа не се однесува нели само на она највозрастна категорија на граѓани кои веќе се во своите пензиски денови, туку навистина еве сакаме да слушнеме и од оние кои што се уште го тераат својот работен век и всушност какви одговори даваат на нашиве денешни прашања. 02-307-0005 е телефонскиот број, а по прилогот на Миомир Серафиновиќ почнуваме со вас. Мислење на Фискалниот совет за петгодишната стратегија на владата, во која се наведува дека мора да се зголеми возраста за пензионирање на 67 години и за мажи и за жени, за да не пукне фондот, повторно ги предизвика дискусиите за пензиите и за одржливоста на фондот за пензиско-инвалидско осигурување. Но зголемувањето на возраста за пензионирање засега не е изгласана. Во Фискалната стратегија, која ја потпиша премиерот Мицковски и се однесува на периодот 2025-2029, наведено е само дека е планирано намалување на дефицитот на фондот за пензии, но од 2026 па натаму. До година дефицитот во фондот за ПИОМ ќе се зголеми на 39% поради линеарното зголемување од 5000 денари за секој пензионер. Наредната 2025 владата планира да префрли од буџетот во ПИОМ речиси 51 милиарда денари или околу 830 милиони евра, стои во Фискалната стратегија. Потоа владата планира да почне да паѓа тој дефицит и во проценти и во сума и покрај зголемувањето на бројот на пензионери. Но Фискалниот совет, составен од експерти, навел поинакво решение за да се заштитат буџетските пари за да не одат во пензискиот фонд. Тоа не е многу популарно.
Намалување на дефицитот на ПИОМ преку зголемување на границите за пензионирање на мажите и жените на 67 години, како и за зголемување на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување за 0,7% поени во 2026 година и потоа, доколку состојбите се влошени во 2027 да се зголеми на 21%. Пратениците во собранието со мнозинство гласови ја поддржале фискалната стратегија на владата во која не се спомнуваат вакви мерки. Пред пратениците зборуваше и академик Абдулменав Беџети, кој сепак не успеа да ја убеди пратениците за да ја зголемат возрастната граница за пензијата. Втората мерка е зголемување на векот на, односно старењето, старосната граница од постојните 64, освен здравство и образование плюс 3, да се подигне постепено на 67%. Ако овие две мерки не се усвојуваат наредните 3 години, најверојатно ќе дојдеме до голем проблем во однос на фискалната одржливост на фондот за пензиско инвалидско осигурување. Предлогот засега не поминува, но во текст се и дополнителни анализи за одржливоста на пензискиот фонд. Па ајде сега вас да ве слушнеме. Всушност, дали сметате дека 67 години е вистинската граница за одење во пензија? Треба ли мажите и жените да одат во пензија со иста возраст? Секако со нетрпение очекуваме да ве слушнеме, но и напомена да не заборавите веднаш по вклучувањето од страна на режија целосно и да го намалите тонот на телевизорот. Меѓу другото, сите оние кои што нема да се вклучите директно телефонски во дискусијата денешна на Црвена линија, тоа можете да го сторите и преку коментари, споделување, се разбира на социјалните медиуми, Facebook, нашиот профил е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, на кој што редовно ги објавуваме темите. Па да почнеме. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро. Еве, како ви се чини? Како ви се чини ова на 67 години да се оди во пензија? Прво, дали се слушаме? Да, ве слушаме веќе. Е така. Јас имам мој предлог. Жените 67, мажите 70. Затоа што особито администрацијата, администрација го прави целиот проблем. Доприноси не плаќа, не заработува, не го полни фондот и затоа дупка таму колку милиарди реко сега таму треба да се претварува таму. Мора да се преземи мерка, затоа што сите можат да работат. Тие што не можат да работат, се знае, добиваат инвалидска пензија, не е способен, ќе отиде. Сите тие што се способни, 67 со 70. Хубаво е доди на работа, него дома да го шиканираат, да се расправаат, ако има сна да го бркаат, да не го сакат, барем вака на работа. И поздрав ќе биде, и постегнат, и поубав животот ќе му биде. И за државата ќе биде подобро. Иначе, експерименти, ја порано знам дека жените одеа на 55 години старост, мажите на 60. Ако тоа беше Југославија. Сега се измени ситуацијата. Ако заработиш, сам ќе имаш. Ако не работиш, никој нема да ти дава. И затоа ова е добра. Благодарам многу за вашите одговори. Сега кога ќе подсетам за останатите, внимавајте, тајмерот одбројува 90 секунди за едно јавување. Добро вечер. Добро вечер и убава вечер ако сум јас. Најубава вечер и вам. А еве, убаво ли е да се оди на пензија, во пензија на 67 години според вас? Вака сега, јас пошто отидов на 62 години, а се одеше со 35. Значи имав плюс 7 години работев. И да ви кажам, мене лично ми беше тешко. Работев административна работа, меѓутоа и секоја административна работа не е иста, да речеме, ако ја работиш и тоа е тешко. Треба да бидеш психички подготвен за да одговараш на тоа што го работиш, ако стварно го работиш. Меѓутоа, јас, значи, 5-7 години работев нешто можеше некој друг на моје место, затоа што имам стаж, а немам години старост. Зошто да е така? И зашто и сега да е на 67 години, ако некој има
ако има повеќе стаж, да се укине бенефицијата на полиција, затоа што тука многу се иде у дупка, луѓето се способни, значи многу млади идат, 100.000 пензионери имаме од Косово, што ништо не работеле и взимаат пензија. Каде се? Зашто ние да плаќаме некој друг што не работел? Еден куп имате други што не доаѓаат на работа, взимаат плати, се плаќаат придонеси. Значи прво тоа треба да се среди, па после да носат вака некој ајде да не сакам да кажам да не може да преживее овако да доживее пензија. Значи прво овие работи колку 10 милиарди има украдено од ПИОМ и од здравство. Нека ги врати сега државата, а не вака луѓето да ги малтретира. Нека ги вратат пари. Благодарам многу. Внимавајте на тајмерот сега кој веќе посетам оние кои што сакаат нови 90 секунди. Слободно завртите го нашиот број повторно. Добро вечер. Добро вечер. Па и вам лично како ви се чини идејата да се оди на 67 години во пенсија? Видете, ако биде на 67, ма и 70 како што има предлог од некои гледачи, кога помладите би влегле на работа? Затоа младите ни бегаат во странство. Значи треба да му дајме шанса, дури не на 67, ако треба и на 60 да се оди пензија, младите повеќе да си ги задржиме во државата, да има работни места. Во тој случај буџетот ќе се полни. А нема да... Како ќе се полни ако се зголеми стажот? Во никој случај. Значи, уште полошо правиме. Треба младите на секој начин да си ги задржиме, да му дајме услов. Едно, друго имаше една слушателка, ќе го предложам јас, полицијата многу рано оди, бенефициите треба да му се скратат. Треба да има бенефиција во оној случај кога ќе има потреба, а не за во кафана да му се дава бенефициран стаж. Добро, ајде, што ќе кажете во однос на тоа доколку се одлучи на 67 години, тоа да важи за мажи и жени истовремено на иста возраст додат во пензија? Стопанството не може да издржи до 67 години. Значи, стопанството не може да издржи до 67 години. Може да издржат тие што се канцелариски работници. И до 70 тие ќе одат. Ама не е целта таа. Целта е да чини за државата. Така, благодарам многу за вашите одговори во Црвена линија. Секако останете со нас да слушнеме останатите гледачи какви одговори ќе дадат. Добро вечер. Добро вечер. Господине Љупчо, на 67 како ви се чини идејата да се оди во пензија? Па не, тоа е сулуда работа, ти кажам право, тоа е, знаете, виделе нашия жабата, видела жабата коња се паткова и таа дигна нозете и ова е чисто заштита на капиталот на текуните. Од една страна државата им ветува намалување на заноците на текуниве на газиве, а од друга страна сака да подигне границата за пензионирање. Значи тоа е односно тука лежи проблемот. Ја би сакал да ги подкотам да им кажам на претходниците што се чечкаат околу МВР. Понапред беше притисокот 6 за едно работно место. Сега ви дојде 1,5 на едно работно место. Покинете ги бенефициите, па ќе дојде 0 на 1. Толку да ви биде јасно, да им биде јасно зошто и што е примамливо. Бенефицијата, ништо повеќе. Но има еден друг проблем што треба да се рачисти. Ако сакаме да ги задржиме младите во државата, треба платите да растат. Да се воведе финансиска дисциплина на плаќање, реално плаќање на пензијски стаж. Гледате се, ние предлагаме измени за старосната граница, но никој не пробува да направи реално на колку се луѓе во осигурани, колку им се плаќаат придонесите во државава, за да видиме реално зошто се празни фондот. Дали ме разбирате? Претежно сите плаќаат пензиско на минималната плата, никој не плаќа на... Ајде да направиме еден пресек и да видиме на која плата се плаќаат придонеси. И после може да разговараме за трансформација на фондот. Благодарам многу за одговорите. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, повелете. Се слушаме ли? Да, повелете. Се слушаме така? Да, се слушаме, повелете. Вака. Се јавува гледач од југот. Вака. Значи, ја би му зголемил 75 за жените, 80 за мажите кои што работат во државна и во јавна установа. Затоа што
тие зимат голема плата, не плаќат пензijsko, уживаат, се филтрираат низ овие канцелариите, одат, не одат, јал, не јал, 5 пари. Значи, тука веќе и нема ни да плаќат, да подмитуваат за тоа работно место. Оти примамливо е. А додека овие во конфекции, во граѓевинство, што се сушат како колбаси горе на зградите и во другите преработувачки капацитети, би му ја намалил. Значи, тука има еден распон на тоа. Буџетот, ако сакаме да се полни, ќе се полни само со таков начин и овие што зима процентуално од осамостојањето до сега, што на големија пензиите да му се намалат, ете буџетот ќе се наполни. Не ги чепкате сиромасите, бе, тие едва им дома до прагот стигнуваат и ќе зарине, ќе падне во край. Благодарам многу и вам за одговорите. Подсетувам, внимавајте, тајмерот е 90 секунди. Добро вечер. Здраво. Здраво, па еве дали на 67 години ви звучи сосема во ред да се оде во пензија? Да, за овие што се собрани легачите и тие што се во управни одбори и такви места работни функционерски и 70 години е малку, ќе немаат гајле, тој само да излезе од дома кога ќе иде во пензија, пред да иде во пензија. Значи, никако, еве денеска слушам не изгласале. Знаеш ли зашто не изгласале? Затоа што постои една партија која се вика Левица. Која партија е во подем. Која партија, ако го донесат овој закон, еден куп пензионери што гласале за патриотиве и за ЕДС-овциве, ќе добие на следниве локални избори многу градоначалници и одборници. Така да, овие го знаат тоа. Овие што се естаблишмент партијеве, заедно со рамковниве, и затоа не го изгласуваат. Иначе, ова ќе им беше стандардна навика, затоа што кроз годиневе СДС ќе донесе некој предлог закон и овој мораше да се изгласа наредниот што ќе дојде. Ама пази, нити СДС донесе предлог закон, нити овие патриотиве носат предлог закони. Све тоа дадено преку тие невладини организации, како Finance Think, како било кој таму, па сега го стават у игра тој Григор Бишев, кој Григор Бишев е дел од естаблишмент, затоа што он е еден од најбогатите од држава. Време нема, биди поздравена пријатно. Бидете поздравени вие, сега го останете со нас. Благодарам за учеството. Во неколку наврати се спомна секако професии со бенефициран стаж во Македонија, но кога ќе се спомене бенефициран стаж, веднаш сите помислуваме на полицајците и на рударите. Но дали само тие имаат бенефициран стаж во Македонија, секако дека не, листата е каде подолга. А всушност како се утврдува кој има право на бенефициран стаж? Со помош на правилникот за утврдување на работните места, на кој стажот за осигурување се смета со зголемено траење. Всушност, овој правилник служи за одредување на работните места на кои што работата е особено тешка и влие штетно врз здравствената состојба и работната способност на работникот и покрај тоа што се применети сите општи и посебни заштитни мерки утврдени со прописите, како и другите мерки што може да влијаат врз отстранувањето и намалувањето на штетните влијанија. Од црвена линија ве прашуваме дали 67 години е вистинската граница за одење во пензија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Еден рече, ако се старосната пензија подигни, младите немало да се запослат. А каде да се запослат? Во шок соба? Нека се отворат стопанства, нека се отворат фирмички, нека се изработи земјава, нека се живее малце производството. Зошто мислат? Тие мислат за послување само администрација. Како не се срамат? Полицајци на 50 години во пензија. Рударите, да, може рударите ке што работа, ке што копат тамо. Ама полицијана до 80 години треба да работи. Зошто? Затоа што целне капани седат и јадат тамо на сметка на други, на уценувачи, на сметка на државата, на сметка на сиромаштија.
јадат она да 30 чуда прават. Се бадијала носат дома без пари. И тие бенефициран стаж. Како не се срамат да се јавуваат? Неќем да ги спомневам, да ги спомнувам. Ова срамота што се прави. Сите луѓе има по 90 години, работат, трчаат по ниви по вода. Како трчат тие? Зошто? Како може да работат тие? Овие не може да работат. Срамота е ова што го прават. Државава самите ништиме ние. Закон строг треба, ако бива наносе, се држи здрав прав, ќе оди да работи. Ако е немоќен, се знае. Нема да работи. Пријатно и убав ден имате. Убав ден и вам. Останете секако со нас. Добро вечер. Добро вечер. Добар ден, се слушаме. Да, се слушаме. Повелете, во црвена линија сте. Вака се нели активна и интересна многу тема. Ја би рекла сега да пуштам што мистериите на корупцијата во пензионскиот фонд. Значи еднаш ке ви се каже дека новинарка го кажала тоа, дека 10 милиарди се украдени од фондот за здравство и ПИО, значи заедно, не знам колку точно или во здравство, колку во ПИО. И сега да видиме дека таа мистерија како ќе земат тие пари од ПИО. Ја би рекла тука една пак е жална тема на интереса, значи знаеме дека колку за жал луѓе не дочекуваат пензија или ќе има 2-3 години пензија, кај се тие пари ќе начнам од тоа што не се код, значи секој плаќа најмалку 30 години плаќа на пензија, а што се вика искористила, да речеме 5 години некој. Кај се тие пари? Тука збориме, затоа реков, тука тие пари ги има, затоа мислам да не се залажува дека немало пари. Затоа реков, дека ние ќе сме дајбе долговечна нација, ќе сме тука кај нас дека ќе сметат, да речеме, долговечни пензионери уште малку. Нели ќе споне пензионери многу долго живеат. Затоа реков, ако плаќаме 30 години стаж, а во просечно нема каде да се живее, да речеме 78 години, да речеме првика, значи ние користиме неја, да речеме пензионерите околу 18 години така пензија. Просечно зборам, и тоа е многу. Некој само 15, така ли? А идеш со 30 години стаж, значи зборам, сука е, значи многу се губи. Тоа реков, плюс, рекол еве сега не да се пензионерите збориме, дека не можете вие речеме во градинка. Значи таа градинка е дека конкретна професија и се 2 години се многу долги мислам да чека за пензионери, и за побрзо не може да како помлад колега. Така зборам, исто и професорите. Значи треба млад кадар збориме. Така, благодарам многу за вашето вклучување во црвена линија. А како изгледаме на социјалните медиуми, ќе ве потсетам сега кога кликнете на црвена линија на Facebook, заследете не и секако веднаш задржете го вашето внимание на нашата објавена тема, која што е секогаш низ некаква фотографија, графика, така да и денес прашуваме во црвена линија дали 67 години е вистинската граница за одење во пензија. Ги имаме и првите коментари, верувам ќе можеме да ги покажеме, она што секако ќе направиме и ќе ви ги прочитам. Снежана Жане Димеска напишала: кога ќе има поделба на тежината на работата, тогаш нека се помести старосната граница за пензионирање. Пекар, кувар, градежен работник, работник во фабрика, како ќе дочекаат пензија? Сите овие работници се истрошени до максимум. Ако се усвои овој предлог, тешко на работниците. Поздрав од Снежана до целата редакција. Голем поздрав, Снежана, и до вас. Турка ни бивши напишал: пред умирање ќе им дадат пензии. А Боки Тања Таци напишала: жално за оваа држава. Знаат ли до кога може некој да работи, посебно градежниците, текстилците и други? Како нив треба да ја набалат, а не да ја зголемат староста, се мисли на старосната граница. Добро вечер. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Добро вечер. Добро вечер, намалете го тонот на телевизорот. Намали го. Ете така, нека го намалат. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Старосната граница за 67 години може да е добра за некој што е на функција. Жени што работат во конфекција, почнале од 17 години, наполнили 41 и 2 години стаж, уште не може да одат во пензија. Тие како ќе издржат до 64 години, кажете ми? Ве слушаме, продолжете. До 67. Или до 67. Тоа не е возможно. Никој не може да го издржи тоа. Текстилната индустрија, односно, влегува во... Текстилната индустрија треба да има некоја гранка, да му се дај... Влегува во оние професии со бенефициран стаж, еве.
на листата. Тие треба да бидат со бенефициран стаж. Јас како лично за мене ти кажувам, имам 59 години, а имам 42 години стаж. Уште 3 години ми требат до 62. А јас ако одам до 64 или до 67, ќе имам 50 години стаж. Кога ќе искористам јас пензија толку? Која пензија ќе искористам? Јас од тука сега сум искривена во кичма, во робет, во све. А ако одам уште 5 години, од тука на гробишта треба да одам. Па еве дали вака како што предлагаат со одење на пензија во пензија на 67 години ќе се наполни пензискиот фонд? То не знам јас дали ќе се наполни, јас ти кажувам за мене лично, имам 42 години стаж, а 59 години старост. Уште 3 години ми треба до 62, а до 67 уште колку? 50 години стаж имам. Така. То не е возможно. Некој што почнал на 40 години... Така, благодарам многу. Еве, јас секако на почетокот издвоив, бидејќи секој оној од нас, кога ќе се споменат професии со бенефициран стаж, тоа значи многу порано пензионирање од она што е утврдено стандардно, секогаш помислуваме, например, на полицајците, на рударите. Но секако на листата на професии со бенефициран стаж влегува и работата во текстилната индустрија. Исто така на оваа листа се наоѓаат и гробарите, кои што за секој 12 месеци ефективна работа добиваат 17 месеци стаж. Овчарите дури како професија, па и стюардесите, кога станува збор за сообраќај, не се исклучени ни возачите на автобуси на градски, приградски и меѓуградски јавен сообраќај, кои за 12 месеци ефективна работа добиваат 14 месеци стаж на осигурување. Така да, еве, на листата се наведени, ќе повтораме голем број на професии во текстилната индустрија, кои исто така добиваат бенефициран стаж, како бојадисувачи на текстил, до работник, до клопчарка. Добро вечер. Ало, добро вечер, Тина. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав и за тебе. Благодарам. Ти постави прашање дали ќе се наполни фондот ако одиме на 67 години. Па да, ќе се наполни. Луѓето ќе умираат и нормално нема исплата на пензии и така ќе се полни фондот. Значи ова е крајно безобразно. Значи во никакви услови ти на работат работниците. Значи сега зборувам за работникот, не зборувам за оној што е администрација. Значи некој рече пред мене треба да бидат поделени тие што се стварно малтретирани, уништувани и физички и психички и овие што се шетаат. Значи што станува држава, администрација, пензионери. Толку. А ако некој работи до 67, а оној младиот чека работа, а па тој кај ќе се вработи? Значи, толку ни е пореметено се и што ќе каже Тале од Прилеп, едно фабрице не отворија. И па едно фабрице не отворија, па како ќе се полни? Администрација не го полни фондот. Значи, тоа толку ни е се испореметено. Значи, толку сум разочарана од оваа држава. Значи, оние си качија 78%, па ајде за нив да дискутираме да се намали. Колку се тие? Каде се тие? Плюс, овие што се во јавна администрација, некои сакат и до 70 да работат има, затоа што они се доаѓаат како на просветка, со исклучоци, нели, не сите. Така да, толку некако неправилности има овде, толку луѓе ќе бидат сега разочарани со ова, ако се изгласа, не знам да ти кажам, тешко на нив. Поздрав многу. Ке подсетиме дека и на профилот на Телма телевизија на Facebook, покрај тоа што е објавена нашата тема, објавена и веста всушност врз основ на која ја креиравме темата денеска во црвена линија. Возрастната граница за пензионирање за мажи и жени да се зголеми на 67 години до 2026 година. Еве дел од коментарите на оваа вест, Љупчо Македонски Јовески напишал: жалосно за сите пензионери низ целиот свет. Се осеќаат како товар на државите и проблемот сакаат да го решаваат со кривање на старосната граница, таму каде е 64 на 67, таму каде е 67 на 70 и се повеќе и повеќе, а многумина не ни дочекуваат да остварат право на пензија. И тоа е целта на глобалистите. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Поздрав, повелете. Ево, сега, во интерес на времето ќе одам многу брзо. 67 години.
Прво нема да го оправдам, а после ќе објаснам. Што значи тоа? Тоа значи дека можат луѓе кои се професори ово, она се 7, да. Може да дадат пример. Најпоќе, на пример, се противам полицијата. Нешто е на улица, него администрација работа во полиција, па и тој оди на 51 година. Имено, што сакам да кажам. Данска, кој лично знам, и Германија, сигурно и Шведска, сигурен сум, вели вака. До 67 години, да, и за мажи и за жени. Епа сега, ако жените се равноправни, тогаш истото право до 67. Али, тие држави донесле еден друг закон кој вели вако. 67 години, да, ама на 64 го стваруваш правото на пензија. Ти бираш дали сакаш или не сакаш да одиш во пензија. Што значи тоа? Работиш ради повеќе што ќе земаш плата, пример до 67, ама ако ќе си одиш, обрачено ќе ти биде на 64 години што си работела. Значи немојте толку да и плашите луѓето и законот, само важно е дали ќе и дојшат тие закони од западо, европските, те се никон Европа. Да, знаеш, 64 си одиш, сакаш 67, оди до 67, пример. Ама просеко пак ќе ти се рачуна на 64 години. Да, не знам колку ќе ме разберат. Благодарам многу. Ево уште еден коментар. Сонја Михајловска напишала: како може жена на 67 години да работи во детска градинка? Ни слуша, ни гледа. Абсурд. Ристо на Грозда напишал: ја спомнаа полицијата со нивниот бенефициран стаж. И во право се одат на 45 до 50 години во пензија и после тоа одат на втора работа. Например, таксисти, во заграда непријавени, или обезбедување, а најчесто ја злоупотребуваат капата што ја носеле на глава и крадат дрвје или што им дојде на рака. Сигурно дека бившите колеги нема да ги пипнат. Добро вечер за следниот гледач или гледачка. Добро вечер. Имаме ли некој на линија? Ало. Добро вечер. Ало, добро вечер. Ве слушаме. Да се доискажам. Така, повелете. Ако може да се доискажам. Да, ве слушаме. Прво да ти се заблагодарам што го прочита правилникот, што сите што дискутираат покажаа дека не си ги познаваат правата од работен однос. Па мораше ти да ги просветлуваш, да им кажеш кој има бенефициран стаж во државата, а не да дискутираат сулопарно и да лупаат како Максим по дивизија. Да не ги навредуваме гледачите, ве мола. Втората работа. Ако толку има работна сила во државата, зошто владава се спрема да донесе закон со кој на слично на хрватскиот ќе дозволи пензионерите да продолжат да работат и после пензионирањето со плаќање на персонален данок, сакам да ги прашам. Ако сакаат толку младите да работат на тие работни места кои се дефицитарни, и ако дали ме разбирате што сакам да кажам? Значи, зашто сите се прават дека не слуша дека владата се спрема да донесе закон со кој на пензионерите од сегашните 8 часа неделно ќе им се дозволи да работат и после пензионирањето. Значи некои работи или се правиме дека не ги знаеме или не сакаме да ги чуеме, да видиме реалноста. Толку пријатно. Благодарам многу за повторното јавување. Добро вечер. Добро вечер, ако сум на линија. Секако, ве слушаме, повелете. Благодарам, па вака. Прво ја ќе покушам колку можам побрзо, прво, ова е момент на државата, на власта, да 3 години да нема пензионирање, а да се прибира фондот, да се зголемува. Тоа е едното. Второто е, треба да ги прашаме дали сакаат работниците да работат повеќе од 64 години. Тоа да биде кој сака до 67, дали жена или мажи. Се третото што ја сакам да го потенцирам. Сите викаат администрација. Ја би предложил вака, тие најмногу ќе сакат администрација да работат затоа што ќе земат полн личен доход, и ќе може да ги подмирува трошковите што му настанува во текот на животот. Меѓутоа, јас би ги пуштил нив на 60 години старост, ама да бидат пензионери. Како пензионери тие ќе земаат 80% од оној просек што го имале. Ја мислам дека нема да се сложат, ќе се откажат сето тоа. На овој начин се може да се направи. Се и друго уште момент еден е што во свето
сака да зголема стажот, затоа што просекот на живот кај мажите е не дека 74 години, кај жените 78 години. Тоа на работодавците, на политичарите им смета, затоа што тоа голем издаток им оди, кај нас посебно што ние, нашиот Благодарам многу, 90 секунди е време траењето за едно јавување. Еве уште еден коментар. Продолжете секако со дискусијата и на Facebook, профилот е Црвена линија секако. Ѓуре Апостоловски напишал: до 80 години малце е за овој народ. Додека во фондот само партиски кадри без лимит крадат и нема никаква одговорност, така ќе биде. Само му се може овој народ никогаш нема да крене глас како во Франција и да земе ова ќе го прескокнеме и влада и собрание со тие внатре. Како и да продолжете со дискусијата секако на Facebook, можете и по завршувањето на Црвена линија преку коментари и споделување. Добро вечер. Добро вечер и убава вечер. Најубава вечер. Дали со одење во пензија на 67 години ќе се наполни пензискиот фонд според вас? Ја на 62 од 2 издржав 45 години работен стаж, што можеше на моје место 7 години некој друг млад да работи, а не ова на 67. Добро, каде се фалите? Еве јас зборам сега конкретно од мои пријатели и блиски. Значи 5 години само искористиле пензија. Другиот уопште не дочека пензија. Ова каде се падите на тие луѓе? Зашто да ги нема? Значи, во фондот треба да влезе ревизиска куќа и влезе. Меѓутоа, ништо не се кажа. И да видат како се дават пензиите, кој по колку посто им му се обрачунува. Значи, сите не земаат по исто обрачунавање на пензии. Значи, сето тоа треба да се стави за секого да биде иста. Не некој да биде со големи бенефиции и при обрачунавање. И да не зборам со други работи, што треба се да направиш. Мојата работа многу е долга за кажување. Човекот падна таму, сите го знаат, во пензиско, за да земе пензија и 5 години само ја искористи пензијата со такви малтретирања, а некој оди и преку рети било како и добива. Значи сите да се обрачуна кој по колку посто зема и каде се парите. Значи зошто е овој втор пензиски фонд тогаш? 30% идат во втор пензиски фонд. Еве ги парите. Што е работата? Значи, кај нас од шупле празно се врти и ни перат мозоков дека. И каде се тие што не работат, што им се плаќа да земаат пензија? Значи, не можете така. Прво треба од корен тук. Благодарам. 90 секунди, внимавајте само на тајмерот. Лиљана Дуковиќ го напишала следното. Старосната граница за пензија треба да биде за жени 55, се мисли на 55 години, а за мажи на 60 години. После 55-та година старост, 90% од луѓето веќе имаат проблеми со очи, кичми, нозе, колена, врат и друго. А и мозокот и концентрацијата не е иста како во помлади години. Секоја работа си има своја тежина, и тој што стои на лента во фабрика по 8 часа, и тој што работи тешка физичка работа, и тој што седи 8 часа пред компјутер. Сите имаат здравствени проблеми после 55-та година и со секоја наредна година е се потешко. Границата што ја наведов е соодветна и прикладна, но треба да им се даде можности на оние 10% кои се чувствуваат здрави и способни за работа. Треба да им се дозволи да работат, па ако можат и до 70 нека си работат. А треба и младите да се вработуваат, за да не бегаат од државата. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Поздрав до вас, ве слушаме. 67 години се стварно многу години, али зависи каде сте работеле. Зависи каде сте работеле. Со ова што сакам да кажам? Сакам да кажам дека тоа, не дека сум јас контра сите што се јавува, 67 години, нека си остани. Меѓутоа да биде вака. Во однос мажи и жени треба исто, пошто сме равноправни. Ако е 64 за жени, така е и во Запад. Меѓутоа, што сакам да кажам? Сакам да кажам, можете да си одите и со 64, ако сакате и со 67. Меѓутоа, ако вие си одите со 67, ќе ви се рачуна до 64 години. Не да ти биде повисока платата. Ете, имаш луѓе што сакат да оди на работа, повисока му е платата од пензијата,
Еве, сакам, може, има услов професори на администрација некои. Меѓутоа да не влегува во работниот стаж и во пресметката. На 64, се кечето за сите. 64 пресметка. Дали јас работев во Рудник или работев професор, на 64 пресметка. Се прави тој закон, ама треба добро многу да се прочесла и да биде реален, како Шведска, Данска, Холандија, Германија и кај сакате. Таму можете да си одите и на 50 години, ако сакате. Меѓутоа, колку ќе ви биде пензијата, то тие само се зна. Тоа е законака. Благодарам многу за јавувањето. Славица Кузмановска го напишала следното. Никој не ги спомнува жените што работат во маркетите, за бенефиции што влечат роба потешка од нив. Жално, никој за ништо не се секира. Гордана Петреска напишала: и така сум разочарана, сега уште повеќе. Нека биде на 67 години, ама тој што може, што сака и што е способен. А Мими Ѓорѓа Атанасов напишала: да се преполови јавната администрација и ви го решението. Поздрав, поздрав Мими и до вас. Благодарам за учеството и коментарите. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Се слушаме? Да, повелете. Со 67 години ја не знам кој овој го напиша писмен, ја мислам дека овој доста не писмен. А писмен за себе. Едно, 62 години и за мажи и за жени. Без разлика кој што, како, дали има бенефиции или други работи. Спомнам некои преходните гледачи за полицијата и ова. Сега ја ќе ги прашам едно. Кога беше распадот на Југославија, кога беше Рашиново и ред други работи, кога беше на битва за нередите, први беа полицајците. Кога беше Рашиново, голем дел се отиде у Грчка на одмор, во Охрид на одмор. И сега плюкат по полицијата. Ја не можам да ги разберам овие луѓе, што мислат, што сакат. За време на распадот на Југославија имаме наши жртви. За време на Рашиново имаме и инвалиди и од една и од друга и од трета страна. Што мислат овие луѓе, не можам да разберам. Срамоте да плюкат по полицијата. Ја не можам да ги разберам. Не можам едноставно да ги сватам. А камо на ред други работи. Моја крајна опција е 62 години за сите поред. Дали бил професор, доктор или ова, не, да се запослат докторите. Направи 62 години, ќе се отиде, ќе се дојде друг доктор. И да му го пренесе знаењето онака како што треба. А не вика, овој дошол неписмен, не му го пренел знаењето. Јас сум работел таква функција, сум пренесел знаење на овој што мене ќе ме смени. Да представува државата. Дали се разбираме? Да, и ве слушаме. Дали имате да поставите прашање некоја? Па, ви се чини ли дека на овој начин ќе се наполни фондот пензиски? Времето истече, но секако доволно добро да ве слушнеме и секако да ви се заблагодариме и вам за одговорите во ова издание на Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Сега со измените што е ова, прво треба државата да размисли и да ги врати 40 години стаж. Значи, знаете сега дека повеќе со 40 години стаж не се оди во пензија, така? Се оди со само старосна. Сега еден мал пример. Јас сум 89-та вработен. 29-та, 2029-та ќе имам 40 години стаж. А ќе имам 62 години. Значи 7 години треба плюс да 5 години треба плюс да работам и ќе имам 45 години стаж на 67 години. Ништо нема да добијам од тие 5 години плюс што ќе ги работам. Ништо нема да добијам, зашто се земало максимум до 40 години работен стаж кога се пресметува пензијата. И сега кај е тука правдата, мислам, во која смисла е правдата? Прво треба да се врати со стаж кој ќе наполни 40 години, пала пријатно, заменваш во пензија. Или да изберам дали ќе продолжам да работам натаму или со 40 години пала луѓе пријатно јас си одам во пензија. Прво тоа треба да се врати назад, а после сите други. Благодарам многу. Хектопов напишал: кој ги краде парите на оние кои уплаќале цел работен век во ПИОМ, а не дочекале пензија? Зошто тие пари не им се дадат на фамилиите? Мажите и жените на исти години во пензија, нели се еманципирани? Добро вечер. Добро вечер.
Повелете. Гледач од Делчево. Поздрав до сите кои што не гледаат во Делчево. Да, поздрав и од нас. Јас за прв пат се јавувам, забележувам тука дека 90% од овие ваши гледачи, што се, мисла гледачите што се на црвена линија, се пензионери. И тие, како да ви кажам, Да ги оставиме нив. до 80 години, до така, до онака. Вие сте во работен век, така? Така, јас сум Да ве работам, во слушнеме. работен однос сум, работам во дрвна индустрија. Добро. И моментално ми фали година и 3-4 месеца да одам во пензија. И, значи, ако се продолжи ова, уште 3 години, значи година и 4 месеца и 3, тоа че колку таму 4 години, 4,5 да речеме години. Кажете ми кој ова може да го издржи. Јас сум физички работник, работам на норма, значи секој ден треба да изработам одреден работам на монтажа на солици. Секој ден треба да изработам одредена количина на солици. Иначе нема дневница. И ако се продолжи, значи, јас сум истрошен. И јас не можам да работам до 67 години. А не како што кажуваат, треба до 80 години, до 70, до таму. И не ми е јасно како овие нон-стоп добиваат и Благодарам многу. Многу ни е драго еве што за прв пат добивте и жилба и драго ни што се вклучивте во издание на Црвена линија. Верувам дека во утрешната Црвена линија повторно ќе ве слушнеме. Сега е време да видиме како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. Заследите не и таму ако не следите. А денешната анкета го имаше следно прашање. Дали со одење во пензија на 67 години ќе се наполни пензискиот фонд? Со да одговорија 27%, со не одговорија 73%. Одиме со рекламите, а потоа повторно во студио. Благодарам многу што денес навистина направивте едно изводредно издание на Црвена линија. Верувам дека утре повторно ќе биде богато учеството од ваша страна. А што се однесува до пензионирање, ние се уште нема да се пензионираме, туку се разбира со бенефициран стаж ќе се префрлиме кај Ненат и Кате и еве ќе ни откријат на колку години сакаат да одат на во пензија. Ненат, ти до колку? Другата. Кој е другата? Другата година. Нема врска. Па види, кој почнал рано да работи, време му е за пензија. Не е точно, не. Што не? Не се даваш ти, а? 70 рано. Па што? Како дедо на Како дедо, бе? Емисија Трето доба. Па трето, четврто, како? Ја мислам дека најдобро ќе биде и на 75, таман ќе се видите, ќе се чуете. Баш ќе се чуеме и видиме. Знаеш, мислам бастунче. Така. Нека не служи здравје, па ќе видиме. Така. Ќе слушаме добра музика, нели? Секогаш. И добри муабети, и ќе биде интересно до самиот крај, така што ајде да почнеме. И игри и шпица.